Крајот на секоја календарска година и почетокот на новата, кога е во прашање македонскиот, односно националниот спорт, редовно кај нас го одбележува ракометот. Во Македонија ова е популарен спорт, генерално го следиме сите, а кога станува збор за нашата репрезентација, верувам дека нема дилема. Во оние празнични денови е супер кога нашето време и внимание и фокус дополнително ги посветуваме на настапот на нашите ракометари на големите собири. Така ќе биде и оваа сезона, затоа што на Кирил Лазаров и неговите избраници им предстои подготвителен период, а потоа во месец јануари и настап на ново европско првенство. Со мојот денешен гостин ќе зборуваме токму на оваа тема. Тој е веќе пензиониран ракометар, меѓутоа беше меѓу милениците на јавноста поради неколку негови карактеристики. Верувам ќе се согласите, бројот 13 кој го носеше целата негова кариера, веројатно за него не е нималку баксузен, затоа што ќе остане секогаш запаметен главно по две нешта. Прво, неговата борбеност и најискрено кажано ќотекот кој што го изаде во дресот на Македонија, па и клупските дресови кои што ги носеше, а се разбира и лојалноста заради тоа што во текот на кариерата не промени многу средини, туку долго време се задржуваше на едно исто место и играше за едни исти клупски бои. Неговото име е Филип Миркуловски, неговиот надимак Жути, а сега е во улога на координатор на машките селекции во нашата федерација, што значи дека во оваа прилика ќе зборуваме и за неговата кариера, но и за она што сега се негови тековни обврски во ракометот. Останете со нас, тука стартува новото издание на Ферплей. Непосредно пред да стартуваат официјалните подготовки на македонската ракометна репрезентација за ново големо надпреварување европско првенство, на оваа тема и на многу други разговараме со човекот кој што долги години го носеше дресот на Македонија, а сега е дел од организацијскиот сегмент во нашата федерација како координатор на машките селекции. Има големо искуство и верувам дека е таму од помош, меѓутоа ќе ни биде драго во овие моменти да се навратиме и на некои денови кога ракометарите ни носеа голема радост. Чест и задоволство е да му посакам добре дојде во Ферплей на Филип Миркуловски. Филип, здрав. Добар ден, здраво, поздрав до гледачите на Телма. Како си? Како се чувствуваш во, да речеме, празничен период, меѓутоа за тебе повторно, што не е нешто невообичаено, со обврски? Па така, од секојаш овој период бил со обврски, без разлика дали си играч, еве сега во организацијски дел. Овој период е припрема за големо натпреварување, дали е европско и светско, во случајов европско. Сега работиме на големо да што подобро се припремиме за тоа европско првенство и сите предвиди таму што ни следуваат. Прво малку за тебе лично, кажа во најавата буквално со тие зборови, изаде многу ќотек додека беше играч. Каква е состојбата на твоето здравје и твоето тело сега? Па види, точно да изав доста ќутек, ама и дадов, мора да бидам поштен. Точно така. Дали има последици? Па, мислам дека имам, да. Еве сега пред 4-5 месеци направив операција на кук. Добро, не нов кук, тоа, не артроскопски. Ама сепак добре, очекував полошо, искрено да биде. Ама се одржавам, тоа што е нормално. Се уште вежбаш, се уште морам, да. Рекреативно играш ракомет? Не. Не? Доста беше? Доста беше, не. Само фитнес и трчање. Кои ти беа, додека сме на таа тема, најтешките моменти во кариерата во тој поглед? Околу повреди, болки или недобра состојба на телото? Па види, мене најтешка повреда ми била на колено, не лигамент, ама 4-5 месеци отсуство, тоа ми била најтешка повреда, што е сепак ајде добро, да кажеме, за една 20 годишна профи ракометна кариера. Така да ми се деси доста брзо на 22-3 години. И сепак тој период ми беше, можеби најтешок, но сепак го преброив како што треба, се вратив како што треба. Добра рехабилитација.
не сум имал некои потешки повреди, рамо, лигаменти, така да нешто поситно да, како што викаш ти, ќе отек многу, ама сепак сум се држал до едно ниво, професионалец бев и го истерав. Вредеше вака од оваа гледна точка сето тоа што го претрпе и даде секако? Па дефинитивно вредеше. На теренот? Да, дефинитивно. За ништо не се кам. Можеби малце повеќе да требаше да го чува моето тело. Пример кој ќе каже докторот 4 недели пауза, ја се враќав за 2 недели. Може и тој сегмент малце претерав. Ќе бев може сега во подобра состојба здравствена, физичка, ама сепак не се кам за ништо. Во кој период си имал најтешки тренинзи? Додека беше помлад или потоа кога отиде во странство беше потешко? Па не, дефинитивно најтежок физички период ми беше с времето металург со Лино Червар. И тие 5-6 години колку бевме заедно, стварно дури се сеќавам игравме секојаш недела утакмица, за понеделник пак имаме тренинг, скори да немаше слободен ден. Така да кога отидов после во Бундеслигата, што е мислам број 1 лига во светот, дури се зачудив колку помалку се тренира од тоа што го тренирав во Металург. Не ми беше својствено за една таква јака лига. Ти беше полесно тоа значи? Па да, ми беше полесно. Искрено да кажам, полесно ми беше. Може ли да направиш некако да се обидеш да направиш споредба меѓу ракометот кој што се играш и типот на ракомет во твојата младост, значи додека ти ја совладуваше целата таа техника, до ракометот во моментот кога ти дојде во улога на тренер? Па се променија доста работи. Као прво, ракометот стана многу побрза игра, се на повеќе физика, повеќе трчање, можеби помалку техника, но сепак се слични работите. Можеби се промени неколку правила што мене не би ми одговарале доколку играм сега. Например, ако лежиш на подот, нема 2 минути врз тебе, тоа е веќе 3 нападен надвор, да, што ја ќе ги добивам доста често. Така да се смена доста работи, се е доста побрза играта, многу поинтересна за гледачите. И мило ми е што така се развива ракометот. Што ќе кажеш за денешните деца? Нели секоја генерација си има своја енергија, своја филозофија, меѓутоа мислиш ли дека би можеле да бидат дел од систем од каков што си бил ти? Тука подразбирам сите тие крвнички тренинзи, многу тренинзи за сила, за кондиција и некои такви суви трчања и така натаму. Мислиш ли дека денеска децата може да ги исполнат така како вие некогаш? Да бидат толку послушни, толку предадени, дисциплинирани? Да, или не може сега со таа тренерска тактика во ова време? Па може, ама сепак се променија доста работи од тогаш. Мислам сега паметните телефони го зема тоа слободно време што го имаше порано за плюс спорт, плюс рекреација. Така да мислам тоа е најголем проблем во денешно време, се променија доста генерации. Што викаше мој тренер сега, PlayStation генерација, си играат PlayStation и имаат колку сакаат живот и си терат, нема тоа воспитание да гледат што повеќе да победат, да го дадат својот максимум. Така да гледам и на тренерите им се доста тешко да допрат до самите играчи. Еве гледам и кошарки има проблем, големиот Обрадовиќ влагам во совлекувално, вика сите на телефони пред и после. Да. Така да фокусот како и сакаш некој ќе ти бега на друга страна. А во денешно време ако немаш фокус и концентрација во спорт, мислам дека тоа е број 1 и физичка спрема број 2, не можеш ништо да направиш. Така да би ги замолил младите спортисти во било кој спорт што повеќе да гледаат да бидат надвор од тие смартфони, од тие социјални мрежи, пошто и тоа само ќе им штети, не може ништо да предоведат. Да не читаат такви коментари и коментарите се дополнителна тема што можеби некогаш порано некој ќе има право на мислење, но нема да има каде толку лесно да го шири и споделува, не? Ти дали ќе го прочиташ или не, твое право е, тој нека си го каже своето мислење, ама ја дали ќе го прочитам или не, тоа јас одлучам. Така да, еве, ако одлучам да не сум го прочитал, нема да го прочитам. Таа твоја храброст и издржливост, што мислиш, е нешто кое што го стекна со годините на теренот, некако самодоверба, благодарение на сите тие тренинзи, нели кога сам си свесен колку си подготвен, или е нешто што како карактерна црта си го имал без разлика на ракометот? Па мислам дека е повеќе карактерна црта, јас знам уште кога малку играв малски спортови, фудбал, кошарка, не сакав никогаш да изгубам, го имав тој натпреварачки дух како од мал, а со текот на годините тој се надогради, тука влијаат и тренерите што ги имаш во тој период. Може да кажам дека Лино Червар можеби не научи
навеќе за тој натпреварувачки дух да секојаш да си иде на победа, да по секоја цена, без не да се штедиш без разлика која е таа цена, дали си дал 10 гола, дали си дал 10 асистенции, дали си одиграл добро одбрана, секојаш да направиш све за тимот за да победи. Тоа е, мислам, за мене број 1. Без разлика 10 гола, оке. Ама ако изгуби тимот, џабе си 30 гола. Некако искрени ќе бидеме, ти имаш посебно место во, ајде ќе речам, срцето или филозофијата или кариерата на Лино Червар, а и ти си меѓу играчите кои што покрај сите негови системи на работа и крвничко тренирање и така натаму, секогаш го издвојуваш како некој од кој најмногу научи и некој со кој што не си имал генерално проблем да функционираш. Зошто, на што се должи тоа што имавте добро разбирање? Имаше толеранција многу голема ти кон него, тој кон тебе, како? Па изгледа ја кон него имав голема толеранција. Да? Ја во принцип сум толерантен тип, така да никогаш во кариерата не сум имал проблем со ниеден тренер, што се гордам за тоа. Така да ми беше лесно и со него да соработувам и со Лино. Да, беше малце потежок од другите тренери, поспецифичен, понапорен, но сепак знаев некојаш да се исклучам, да избрам до 3 како што викаат и да си терам моја работа. Така да, како што кажав, да, не научи многу, може би не толку на нешто тактички, технички план, но не научи да победува, што е најважно. Имало ситуации кога било тешко да се изброи до 3? Кога знам многу да ти изнервира, може би некој ќе те навреди, да има така нетрпение посериозно? Па имало, да, ама сепак сум се воздржувал. Да се препознае вистински талент, а потоа и да се создаде квалитетен ракометар кој се одвојува од просекот, не е ни малку лесна задача. А нему, тоа му е специјалност. Нема сомнеш дека Македонија му е во срцето. Откако успеа да го подигне нивото на ракометот на нашата домашна сцена и да ги промени кариерите и животот на многу играчи. Може да го сакате или не, но мора да му ја признаете успешноста и автентичноста. Тоа е почитуваниот Лино Червар, кој во оваа прилика ќе зборува за еден од неговите омилени играчи, Филип Миркуловски. Македонија е мени у мом срцу. Секој дан размишлјам о Македонiji, да нисам имал проблем у обители sa supruгом, ја можда никада не би отишao iz Makedonije. Naravno da je metalurg u mom srcu, jako mi je imponiralo da ću raditi u autokomandi, na kraju grada, gdje je teška industrija, gdje je malo, ipak si izvan centra i to mi je bilo motiv da pokažemo da i mi vredimo. Prvo što moram reći, za Mirku Lovskog, to je, kako se ona kaže, dete, da bi svaka majka htjela imati da uzme njenu kćerku, jer je jako dobar čovjek. On je duša od čovjeka, ponizan je, skroman je, malo priča, malo zborovi, ali puno rabota na igralištu. Učinkovitost velika, on je bio jedan od glavnih igrača, on Majsovski i Stojilov je kod mene igrao, Stojilov je malo drugčiji tip, on je, kako se ono kaže, bomba, borac bez kraja, buntovnik s razlogom nekad, s razlogom, ja mu kažem i pravo imao puno puta, moram reći. Iako, znaš, kao trener uvijek želiš biti trener, ali treba, ja sam ipak čovjek koji on. On je jedan veliki fajter, veliki borac, on bi dao srce za pobedu. Додека беше во Македонија, имаше ли клубови кои сериозно инсистираа и сака да бидеш дел од нивниот состав? Па искрено немав. Единствена опција во тој период беше, или две опции, Металург и Вардар. Да. А Вардар за мене не беше опција. Ја за Вардар изгледа. Тоа сакав да прашам, дали ти за Вардар беше опција или некогаш да имало инсистирање? Не, како што кажав, ја за нив, ни они за мене. Да, никогаш. Вака на терен има ли некој играч со кој што ти било најмногу мерак да играш и да соработуваш, што некако најдобро секогаш сте се разбирале? Најдобро ми беше да играм со Наумче Мојсовски до мене, така да знаеш, он да искреира за мене, јас за него. Ми беше многу полесно, не мораше се сам да направам позиција за гол или за асистенција, така да со него имавме доста добро разбирање. Не ни комунициравме вербално, туку само со поглед се разбиравме што кој што треба да направи. Тука ќе вметнам и Ренато Вогринец, Кирил Лазаров, два изворени десни бека што
едноставно ти ја улеснуваат работата во нападот. Има ли некој надпревар кој што се уште ти е најголема траума? Сакаш да се заборави да не бил? Дефинитивно има. Не да се заборави да не бил. Тоа се квалификациите за Олимпијада 2016 против Тунис. Верувам на сите од репрезентацијата тој натпревар им е еден вид траума или една желба што не се остварија, а бевме многу блиску, дури на два пати ги пропуштиме квалификациите за Олимпијада. Знаеме дека тоа ќе беше прв пат во историјата на Македонија колектив да отиде на Олимпијада. Така да ќе остане само жал за тоа. Еве се надеваме по некоја друга функција ќе успееме да се пласираме на таа Олимпијада. Така, Долго посакувана. Зборуваме еве за дресот на Македонија. Сега си рековме во една поинаква улога. Вака генерално што мислиш дека треба да поседува една личност и спортист па за да заслужи да облече дрес на Македонија? Што прво треба? Треба поседува карактер, број 1. Без разлика каков квалитет поседуваш, ако немаш карактер на победник, на борбеност, тешко дека можеш да успееш не само во репрезентација, во понатаму во Сега ги следиш во младинските категории, мислиш дека е лесно да се препознае тоа на која веќе возраст? Па веќе кај кадети се гледа. Да. Мада кај кадети веќе пионери кадети е многу потешко да се препознае кој од кој е подобар. Зашто нюанси се упрашање, стварно има доста деца што тренираат во пионерски кадетска категорија, што ми е многу мило. Но сепак карактерот можеш да го видиш во рок од недела дена, ако си повеќе со него, ќе видиш колку вреди тој како карактер, колку е спремен да направи се за да го даде максимумот за тој дрес, и мислам дека тие играчи или тие лица ќе имаат предност секогаш во репрезентацијата да играат пред сите други, пошто само така може да надоградиме и да одиме во позитивни резултати. И искрено, каква ни е во моментов ситуацијата? Имаш сега подобар увид. Треба да стравуваме, например, како ќе ни изгледа репрезентацијата за некоја година или не треба? Затоа што ако ја гледаме Суперлигата, таму имаме една фина конкуренција во моментов и има доста македонски играчи, не е дека нема, секако имаме интернационалци, меѓутоа што се однесува до нашите деца, ќе има ли од што да бираат и клубовите и селекцијата во иднина? Па моje мислење дека ќе има. Сега бев почесто со кадетска репрезентација, имавме таа млади олимписки игри, со нив проведов доста денови, после имавме квалификации за Европско првенство, каде што ги поминавме. Први во група бевме, се пласиравме на Европско првенство во Србија наредна година. Младинците се исто така пласирани за Европско првенство наредна година. Така да имаме доста деца што се квалитетни, но сепак, ќе кажам, без работа понатаму, без карактер што треба да го имаат на победнички менталитет, можеби ние треба малце да им го метнеме тој победнички менталитет, да дознат од најмала возраст дека си игра против секого, дека може да победат секого, дека треба да се целите повисоки, не да гледаме да се учествува само туку, треба да се направи и нешто таму на тие европски првенства, така да кога ќе дојдат тие до селекција ќе им биде многу полесно да го метнат тој менталитет што го бара селекторот и ќе им биде многу полесно да играат на тие големи натпреварувања. Кажи ми малку за моментот кога прифати или одлучи дека ќе да се обидеш во таа улога на тренер. Верувам дека е добро уште помлад да имаш такво искуство, ама каков ти е заклучокот? Прво, дали генерално треба и во иднина тоа да го правиш или не е тоа нешто за тебе? Па види, не е исклучено да го правам понатаму да бидам тренер. Сепак ја и како играч кога бев, немав никогаш амбиции тренер да станам. Пошто знаев колку тешка е таа работа, видов од тие што ми беа тренери дека стварно тешка работа да менаџираш со 16 играчи. Поготово ќе кажам во денешно време уште потешко можеби. Така да немав некои амбиции и желби за големи за тренер, дури до последната година викав дека не сакам да бидам тренер, но ете луѓето таму од Ветстар ме натера. Ме советуваат, пробај се, препознале може нешто, да се... Знаеш многу ракомет вака и вака. Добро, ајде ќе пробам, не е проблем. Ете 3 години бев таму тренер и се не исклучувам и понатаму можноста пак да бидам тренер во некој од екипите, така да го оставам тоа отворено. Како изгледаше твојата приватност?
И поддршката пред со твојата сопруга и сите околу тебе низ волку години, пред да се вклучат камерите, се обидовме да избројаме отприлика се 9-10 големи собири. Тоа значи секоја година. Секоја година за празници, најчесто зимски период, не си дома. Потоа нели играње во странство, промена на средина и така натаму. Како сето тоа изгледаше дома? Па добро, јас за среќа во текот на мојата цела кариера, сум долги години со мојата сопруга заедно. Имав среќа да ме поддржува во сите елементи во спортот. Знае како да се живее со професионален спортист, може би на неа е најтешко, но сепак се привикна на тоа. Знае дека мене ракометот ми значи многу, така да може нежа и беше потешко отколку на мене, бидејќи сите, како што кажи ти, првенства се во јануари, кога се новогодишни празници. Он има роден 19 јануари, па колку пати сум го забравил роден денот, сум имал една утакмица. Така да не е лесно за моje мислење, не е лесно за ниедна сопруга што е сопруга на професионален спортист. Така да за среќа ми истрпе и се како што треба, ми дава безрезервна поддршка во секој сегмент и кога бевме во странство. И она се откажа од нејзината кариера за да биде со мене, тоа е можеби една од најголемите жртви, една од најголемите жртви, така да жртва си. Сега нема да играш, сега рековме си во друга улога, но и оваа зима пак нема да бидеш дома. Па да, исто е тоа. Сега ја предводиш македонската делегација Здравје во Данска. Малку и за тоа сакам да те прашам. Прво, како сакаш, дали со бројка или сакаш да објасниш што оценка ќе дадеш на нашиот актуелен национален состав? Има нешто што многу ни недостасува според тебе? Па нема нешто што многу недостасува. Ние сме добро покриени на сите позиции. Така да, што оценка ќе дам? Ние секогаш целиме да поминеме група на Европско првенство. Тоа ни е првата цел. И после ќе идеме чекор понатаму. Оваа година ќе биде многу тешко, бидејќи добро, на Европско првенство нема лесни противници. Ни се падна домаќин од Данска, Португалија што е во многу голем подем и Романија што ете можеби по квалитет не на наше ниво, но сепак е најнезгодна репрезентација од тој четврт шешир што ни се падна, така да ќе биде многу тешко. Нашите цели ќе бидат секако да ја поминеме групата и да победиме еден фаворит таму што мислам дека долго време немаме победено една квалитетна репрезентација. Да, генерално се разликите големи, а знаеме од кои причини. Добро, според ова што кажа јасно ние за Данска, некако така се погоди против Данска и да го отвориме настапот. Меѓутоа Португалија, гледаш сепак шанси за евентуална победа? Па да бидеме реални, да, Португалија е поквалитетен противник, има играчи што играат 80% во Лига шампиони, но сепак тука гледа можност за изненадување. Ако се спремиме добро и ние имаме квалитет, ние веруваме во дечките, на цел ширен штаб зборам, и они треба да веруваат во себе, а тоа им го кажуваме на младинците. Ние имаме поголема доверба во вас него вие во себе сами. Да. Тоа треба да си го сватат, дека имаат квалитет, дека се веќе, иако се млади играчи имаат искуство со 2-3 натпреварувања позиции себе, тоа не е мало искуство на толку млади играчи, сите се по 24-5 години. Што и тоа да го споменам, имаме доста млада репрезентација, мислам дека сме во топ 5 на тие најмлади репрезентации, ако не и топ 3. Така да, а веќе искусни, така да мислам дека сега нивната шанса да покажат најдоброто од себе, а веќе и на следното светско првенство да се бара резултат повеќе. Да, секогаш е прашање дали има покрај спортот, дали има доволно пријателство и некои убави релации, да речеме интерно во секој тим. Пак ќе те навратам на твоите моменти. Си имал периоди во кариерата кога ти било сериозно тешко да си ја задржиш својата позиција во екипата или тоа никогаш не било така посериозно доведено во прашање со оглед на твоите перформанси на терен? Па искрен да бидам, тоа никогаш не ме загрижува, не сум се Не си гледал така на... Да, не сум гледал така на работите, не сум се осетил загрозено, дали ќе изгубам место во тимот или... И доколку би го изгубил, секогаш има шанса за друг тим. Но како што кажав, јас сум таков тип, ако сум со еден клуб, сум до крај, така да беше со Металург 12 години, бев и во Бесар Германија 10 години. 10, да. Така да не сакам да многу да менувам средини. Таму кај што сум, таму сакам да го дам секогаш максимумот, ја ценам многу лојалноста.
и ја према тој што треба и тој другиот према мене, така да ако тоа ми го нарушиш, стварно тогаш си веќе изгреш. имаме проблем, да. Има некој клуб вака што сега можеби размислуваш дека можеби сакаше да ти биде дел од ракометната кариера, а не ти беше? Можеби, еве, желба ми било да заиграм за Кил, според мене најголемиот клуб во Европа. Сега се малце послаби, но верувам дека ќе се дигнат пак. Но ете, сепак не искочи работи дека што треба да заиграм таму, но Добро, други некои земји, друг тип на ракомет, Шпанија, например? па Шпанија е специфично, пошто Шпанија има Сосема поинаква концепција, да, добро? концепција и можеби еден квалитетен, екстра квалитетен клуб, тоа е Барселона, другите клубови се на пониско ниво и финансиски и квалитативно. Така да ако би играл во Шпанија, мора само во Барселона да би играл. Во денешно време, зборам. А пред неколку години исто шпанската лига беше една од појаките лиги. Да. Што ќе кажеш, еве, и за останатите македонски селектори, Лино всушност ти го види и го доживеа и во двете улоги? Беше многу различен како на клубски план и како селектор? Па Или генерално тој е концептот? беше различен, пошто мислам дека мора и тренерот да е поразличен, сепак репрезентација е друго, клуб е друго, клуб се гледаш секој ден, репрезентација е собир од 15 до 20 дена со се првенство, така да мора и односот е друг, зашто ќе нема, ако нешто погрешно направиш, ќе нема време да го исправиш како што можеш во клуб да го исправиш, така да многу е дупката за грешки е многу мала, така да Да. ќе мора да бидеш повнимателен во која си во репрезентација, како тренер зборам, спрема играчите и спрема сите останати. Така да имаше разлики, Лино го знаеше тоа, он е класичен менаџер, знае да ги менаџера работите, тоа најдобри го прави. Така да со секој посебно знае како да се однесува со секој играч. Тоа му беше и според мене најголема карактеристика, најдобра карактеристика што знаеше со секој играч што индивидуално. треба. Да, не да биде исто со сите. Не, он знаеше со секој кој да му свика, на кој не треба да му вика, кој да се скара, со кој убаво да му пристапи, така да тоа му беше најдобра карактеристика. Да, со Столе, Менаџмент. како им одеше да се разберат? И сам ќе го слушнеме, има и самиот изјава некоја на темава. Тешко беше, затоа кара и многу. си замина Столе. Да, се Не може кара. да се спојат, да, како кучи и мачеве. Има ли некој од твоите суиграчи со кој што најчесто комуницирате, па знаете да прокоментирате на тема ракомет, вака и приватно се уште интензивно добро комуницираш? Па комуницирам со многу бивши ракометари што ми биле суиграчи порано, Ванчо Димовски, Госе Георгиевски, така знаеме да се собереме да збориме за минатото што било, зашто не било вака, направивме грешка тука. Така да многу спомени се враќаат, како добри, така и лоши. Знаеме да ги прокоментираме. Нормално, кога ќе седнеме темата е ракомет. Ти си имал ли некои специфични ситуации, нешта што ги паметиш, надвор од терен секако, во твоето секојдневие, каде што луѓе ќе те пресретнат, па не знам, ќе има некаква комуникација на тема ракомет? Па, мислам, 90% биле позитивни секојаш коментарите, без разлика дали биле у тогашно време навивачи на Вардар или на Металург, секојаш тие што биле навивачи на Вардар, кои ќе дошле за репрезентација, знаеле да испочитуваат играчи на Металург, што тоа е сосема природно. И секоја чест за тоа, сум немал некои негативни коментари, мислам, ваква комуникација. Нормално, кога сме играли Вардар Металург, имало многу лоши коментари и тоа до негде го разбирам, не е проблем. Но сепак кога ќе се играло за репрезентација, тоа луѓето едноставно ќе се сменат и ќе навиват за Македонија, за сите Да, нас. оние моменти, барање на фотографии, дресови, желба некој нешто да те почасти и си имал такви многу ситуации, позитивните сега да ги кажеме. Позитивно. Кога после Европското 2012, кога освоиме пето место, скори да не се некаде да требаше да платам. Тоа беше стварно една многу добра позитивна еуфорија што ја направивме ние и самите навивачи или гледачи. Насекаде имаше позитивен коментар, насекаде имаше слики, потписи, аутограми, така да тоа беше можеби една од најдобрите години во мојот живот.
Сега играме малку подалеку, на подалечна дестинација. Вообичаено кога Македонија играла овде некаде близу или на Балканот, знаеме колку навивачи редовно доаѓаат да ве бодрат. Имаме сега во моментов некаква евиденција дали ќе имаме доволно представници на фаланга Па во фалангата Данска сигурно или... ќе дојде од Скопје еден автобус, сигурно ќе дојдат навивачи во Данска, минимум. Така да во околината тие што живеат во Германија, во Данска, Шведска, сигурно ќе се организираат, ќе се мобилизираат. Никогаш не оставиле да играме пред празни трибини. Минимум и кај да сме играли во Данска. Еднаш имаме играно во Данска 2014, мислам, баш во истиот град Хернинг. Да. Сигурно 150-200 навивачи ќе дојдат без проблем. Што ми е многу драго. Сепак за наши услови, за наши буџет да кажам, тоа е сепак добра бројка. Се разбира. Јас реков за сите останати кои што можеби вака пред мали екрани ќе следат што нашата селекција прави, едноставно ракометот ни ги разубавува тие празнични моменти. Имаме нешто убаво на кое што генерално може да следиме и да се радуваме. Полека ќе привршиме. Да ми кажеш да можеш да влезеш во улога на некој друг ракометар, не Филип Миркуловски да си, кој би сакал да бидеш? Тешко прашање, никогаш не ми го. Па дефинитивно може ќе го одберам Ивано Балич. Ивано Балич? Според мене најдобриот среден бек што некогаш играл ракомет. Да, и еден од можеби така наречени гейм ченџери, затоа што некако ги промени нештата на теренот. Воведе многу новитети. Точно, да. И уште една работа, затоа што сакаш кошарка и си тренирал кошарка, сега истото да одбереш, ама за кошаркар. Ја расте во времето на Чикаго Булс и тогаш ми беа омилени тим со времето на Џордан, Пипен, Родман. Нормално Џордан ми беше број 1, а многу го сакав и носив и негова бројка една сезона во Весар во Германија, Денис Родман. Иако е контравезен тип, според мене еден од поинтелигентните играчи што играл воопшто спорт, си ја знаеше неговата задача, тоа и тоа одбрана, скокови во тоа сум најдобар и тоа во тоа ќе бидам најдобар. Така да можеби би се сменила една сезона со Денис Родман. Да видиш како е во таа кожа. Во најавата реков 13 за тебе дефинитивно Баксус не е. Па дефинитивно. Уште си на тој став? Па уште сум, да. Добре. Уште сум на тоа. Еве гледам и малата Ања Киркичка на мало што игра ракомет и она сака се, јас сакам 13. Така да може ќе продолжи традицијата. А може би ќе продолжи. Добро, значи во тој поглед не спречуваш, оставаш да одберат сами. Сама нека се одлучи, да. Дали ќе и спортовите сами си ги одлучат, големата тренира одбојка, малата ракомет. Да, значи тука се тие спортски гени. Вака ќе завршам со спортот, нели? Останува времето да покаже како ќе им оди, меѓутоа што ти е најважно како родител во поглед на воспитувањето, да твоите ќерки да наследат од тебе и да носат понатаму во животот како личности? Па би сакал од мене да наследат прво дисциплината, пошто јас бев или сум дисциплиниран се уште. Карактерот во спортот, борбеноста, неизбежност. Тоа според мене ако не си борбен во спорт или ако немаш желба за победа како прво, подобро не се бави со спорт, така да би сакал тоа да го наследам. А за што се однесува до воспитувањето, повеќе се грижи мојата сопруга. Да. Но сепак, јас учествувам во многу делови во воспитувањето. Се разбира. Да. Ти благодарам многу. За мене беше чест и задоволство да разговараме, иако еве веќе неколку години сум дел од спортска редакција, со тебе ова ни беше прва прилика досега. Да. Ќе посакам многу среќа и убава атмосфера на нашата селекција во овие месеци и до крајот на декември, најважно е во јануари. И се надевам следен пат ќе се видиме за нови убави теми, нови победи и позитивни информации што се поврзани со спортот и со ракометот. Така е, благодарам на поканата. Се надевам бевме интересни на гледачите и следната емисија да биде со поголеми успеси на репрезентативен план. Благодарам уште еднаш многу. Ова беше Филип Миркуловски, нашиот популарен жути, и се надевам дека ова беше интересно, но и едукативно, инспиративно за сите оние на кои што спортот им значи, особено ракометот. Остануваме да следиме какво ќе биде искуството и патот на нашата селекција на престојното европско првенство, а за вас, како и секогаш, и за 7 дена ќе имаме нови теми поврзани со спортот. Останете на Телма, јас ви посакувам се најдобро.